Го среќавам вчера другар ми коце чизма. И ми вели, абе Миле, ти колку време си джандар, ја те немам видено униформа. Абе коце, шо те гледам чуден и смешен бе. Ја колку време сум джандар, сигурно повеќе од Перо Бунтур, што беше директор на Еразма. Абре, како да ме видиш кога? Рецимо јас бев интернет детектив. И ми вели, добро Миле, што е тоа интернет детектив? Кажи некој. Маја доказ, брате мој. Он ми вели, каков доказ? Која Маја? Како која Маја? Доказ бе доказ. Доказ, му велам. Ако Маја реши да ти буфне сликичка со швалерката твоја на Фейсбук, подобро сам да се пријавиш кај жена ти доброволец за стревање. Одма, жи ми мајка. Подобро сам да се пријавиш. Инаку џабе ти е бате се. И он ми вика, толку ли е јака таја Маја бе? Ја Маја. Не да е јака Маја, ти не знаеш каква женска, каква детективка Маја. Маја, човеч. Ако си политичар или рецимо судија, али не дај Боже директор. Ако си бате мој директор и ако се решиш сексуално да ги работиш оние по тебе, или не дај Боже да ги рекетираш, тогаш Маја ќе ја видиш. Тогаш бате Маја ќе ја видиш. Ќе го јадеш? Од мај ќе го јадеш 100%. Маја, каква женска е ти, каква детективка е Маја. Затоа коца брат, пази шо правиш. Слушам дека ја ли почна да користи Nokia 3310. Зашто? Како зашто? Да не му изгледа некоја сликичка да не дојде до мајчка. Например ја ги откачив моите две швалерки токму ради Маја. Абе не е така му велам. Не е ради тоа, не е љубоморна Маја. Не е ради тоа, не е од тоа. Него, што ја знам, што е сигурно е. Не може да не текне некоја сликичка да бапне од швалерките на Фейсбук, па да го јадам после кај жена ми. Што си е сигурно? Сигурно си е.